Добар ден. Добар ден. Господица Зорица Јорданова? Јорданова, да, се. Ајде. Здраво, вие сте Зорица? Да. Имате една пратка, ќе мога да говорим за идентификација? Добро. Това е за вас. Благодарам. Поздрав. Добар ден, денеска на 5.10 промовираме нов проект заеднички помеѓу Управата за водење на матични книги и АД Македонски пошти. Проектот е достава на извод од матични книги од книгите на матични книги на родени и на венчани на домашна адреса. Постапката е многу едноставна и лесна. Треба граѓаните да се регистрираат на веб порталот на УВМК или на порталот на УВМК преку посебен безбедносен систем да пополнат барање и потоа по уплата ќе добијат нотификација и време за испорака на овој извод на нивната домашна адреса. Овој проект им овозможува на граѓаните брзина во апликациите и намалување на турканиците на шалтерите и е во интерес на граѓаните. Тоа што треба да го знаат граѓаните за овој проект дека апликацијата е само за свој личен извод, од изводот од книгата на матична книга на родени и на венчани или за дете, малолетно дете. Тоа што треба да знаат дека кога ќе се подига или кога ќе се донесе извод на нивната адреса, ќе мора да се лично да се превземе со приложување на личен документ за идентификација. Во прв момент оваа услуга ќе биде достапна само за граѓаните на град Скопје, но за брзо време во соработка со АД Македонски пошти ќе биде достапна во сите градови на Република Македонија. Исто така мора да се каже дека целиот проект е дел од програмата 369 на владата на Република Македонија, кој ги доближува институциите до граѓаните. Благодарам. Извина, бидејќи ние доцневме, не можевме да ве најдеме, уште Прашање само едно прашање. Дали ќе важи за граѓаните на град Скопје што се родени во друго место? Да. Да, ќе важи за сите граѓани. Значи без разлика бидејќи управата е електронски поврзана и постои електронски матич во цела Македонија и ќе може да добијат документите на нивната адреса во град Скопје. Да, барањето треба да се уклучите да се вклучи граѓанинот на веб страницата на uvmk.gov.mk или на портал на uvmk.gov.mk преку посебен безбедносен систем кај што се гарантираат нивните податоци, да се пополни барање, да се изврши уплата, после тоа ќе добијат нотификација на нивната имејлова адреса дека е одобрено барањето, дека е изработено изводот и дека за кој одреден временски период ќе им биде доставен нивната домашна адреса. Добро, се ова убаво звучи, меѓутоа од кога ќе почне да се спроведува овој нов систем и како ќе го обезбедите бидејќи се станува збор за лични документи? Денеска веќе е извршена првата испорака. Во тој наш тест период еден од граѓаните има аплицирано и одобривне, затоа ќе добиете и материјали, значи АД Македонски пошти го испорача барањето на домашна адреса. Гарантираме преку посебни безбедносни системи, значи во делот на пополнување барањето мора биде лично, мора биде само за себе или за малолетно дете. Кога ќе се достави изводот, лицето кое го подига мора да биде лицето кое поднело барање и со приложување на лична карта или пасош или да го докаже својот идентитет. Јас сум Ѓоко Котевски, директор на Управа за водење на матични книги. Почитувани представници на медиумите, денеска особено ми е драго што во соработка со Управата за водење на матичните книги, Македонска пошта е дел од новината што им се нуди на граѓаните. Потребата на граѓаните ни представува развоен патоказ во Македонска пошта и искрено верувам во отворената комуникација со граѓаните која секојдневно ја остваруваме во единиците на поштенската мрежа. Ме радува фактот што и други државни институции, како што е Управата за водење на матични книги,
ја има препознаено можноста да комуницира со граѓаните и преку нашата мрежа. Македонска пошта и понатаму ќе продолжи вредно и посветено да работи за своите корисници, со силно уверување дека партнерски и со други државни институции на граѓаните ќе им испорачаме нови услуги и вредности. Сите граѓани кои ќе аплицират во управата за водење на матични книги и ќе одлучат изводот да го добијат на домашна адреса, тоа ќе го достават поштарите на Македонска пошта во рок не подолг од 72 часа по приемот на истиот. Проектот почнува на подрачјето на град Скопје, а за брзо време тоа ќе биде достапно и за граѓаните од другите градови во Република Македонија. Во името на двајцата директори ќе кажам дека сериозно размислуваме двете институции ова можност да им ја понудиме и на нашите граѓани кои живеат во странство. Të nderuar përfaqësues të mediumeve, Posta e Maqedonisë është pjesë e risisë që u ofrohet qytetarëve. Nevojat e qytetarëve na paraqesin udhërrëfyes zhvillimor në Postën e Maqedonisë. Sinqerisht besoj në komunikimin e hapur me qytetarët, të cilët çdo ditë e realizojmë përmes njësive të rrjetit postar. Më gëzon fakti që edhe institucione tjera shtetërore, siç është Drejtoria për Udhëheqjen e Librave AM, njeh mundësinë për të komunikuar me qytetarët edhe përmes rrjetit ton postar. Posta e Maqedonisë, edhe më tej, do të punoj me zell dhe përkushtim për konsumatorët e saj, me bindje të fortë që me partneritet edhe me institucione tjera shtetërore do të ofroj qytetarëve shërbim dhe vlera të reja. Të gjithë qytetarët që do të aplikojnë në Drejtorinë për Udhëheqjen e Librave AM dhe do të vendosin që të marrin atë në adresë të shtëpisë, ajo do të dorëzohet nga postierët e Postës së Maqedonisë në periudhë jo më të gjatë se 72 orë nga pranimi i të njëjtës. Projekti fillon në zonën e qytetit të Shkupit dhe për një kohë të shkurtë ajo do të jetë në dispozicion edhe për qytetarët e qyteteve tjera në Republikën e Maqedonisë. Të dy institucionet seriozisht mendojmë që këtë mundësi t'u ofrojmë edhe qytetarëve tanë që jetojnë jashtë vendit. Faleminderit, vi благодарам. Фадис Реджепи, генерален директор на Македонска. Само уште едно прашање конкретно кон вас, веќе го поставив, но во последно време граѓаните се жалеат дека нивните пратки не стигнуваат до нивните домови, се губат некаде во транспортот. Ова веќе станува сериозна работа, бидејќи се лични документи во прашање. Значи, тука апсолутно ќе водиме сметка за квалитетот на услугите. Услугите кои ќе се користат за доставување на овие документи ќе бидат препорачани со повратница и истите ќе бидат следени преку нашиот систем track and trace за следење на пратките во внатрешен поштенски сообраќај. Тоа ќе можат и службите да го следат, а ќе можат и граѓаните преку нашата веб страна, преку track and trace бројот што ќе биде даден да го следат во секој момент каде е пратката. Значи имаме ние искуство и со амбасади претходно, доставување на лични документи и немало никаков проблем. Македонска пошта гарантира за тоа. Цела гаранција на qytetarët do t'i marrin në kohë. Gjithmonë e humbur dokumenta dhe nuk kanë arrit në adresën e caktuar të. Mirë, këtu e vërteta është diku në mes. Ne shpesh herë kemi qenë të kritikuar se dërgesat humben, mirë po realiteti është dikund në mes, dikund ka pas raste ku ka pas lëshime nga punonjësit e postës, mirë po ka edhe raste objektive të cilët kanë ndikuar që mos të dërgohet dërgesa në kohë. Ose adresa jo e sakt, ose mos shënimi i rrugëve, edhe pse ndrohen emnat e rrugëve, mos shënimi i numrave, edhe një obligim që gjithë qytetarët e kanë bas ligjit, që të kenë në shtëpitë e tyre kuti postare. Ne jemi dëshmitar që jo gjithë shtëpitë i kanë kuti postare, ashtu që ndikojnë shumë elemente që të ketë jo humbje të dërgesave, po pengesë në realizimin e shërbimit postal. Cila është garanca për këtë dokumente se do t'i marrin qytetarët? Ne japim garancë, gjitha dërgesat që do të miren nga Drejtoria për Udhëheqjen e Evidencës AM do të jenë të evidentuara me numër të posaçëm, i njëjti numër do të mund përmes sistemit në mënyrë automatike të ndiqet
но постојано Македонија издържаш до момент до të dim se ku do të jetë dërgesa. Dërgesë më e madhe se kjo ngel veç që të shohëm gjatë realizimit të projektit. Значи од денеска почнува така? Да, веќе е доставена првата пратка, како што кажа почитуваниот